Почитувани организатори, честитки прво за 10-годишниот јубилеј на прогресот за Институт на прогресот за социјална демократија, почитувани гости, премиере, амбасадори, дами и господа. Јас ќе се обврнам на темата, всуштост нов почеток, со тоа што ќе направам мала ретроспектива, посебно за луѓето кои што се денес тука присутни, да разберат како ние дојдовме до одлуката да се приклучиме на тој нов почеток. 11 декември 2016 година представува огромна и многу корисна политичка, но и животна лекција за сите нас, за политичките партии, медиумите, невладините, граѓаните и воопшто за целото наше општество. 11 декември на некого му покажа црвен картон, на втори им покажа жолт картон, на трети предупредување, на четврти шанса за нов почеток, на пети им додели детелина со 4 листа и така натаму. Но тоа сепак е перспектива од гледна точка на политичките чинители. Но над се и најбитно, 11 декември и додели втора шанса на Македонија и треба да ја искористиме на секој можен начин. Ние заедно треба да ја помогнеме на нашата држава. Сепак, дозволете ми да направам кратка, но суштествена ретроспектива од мој агол, за да полесно ги разбереме пораките од 11 декември. Во април 2014 година добивме максимална поддршка од граѓаните, преведена во 20 пратеници. Но на истиот ден тогашната опозиција, денешна власт, не ги призна изборите и објави враќање на мандатите. Веднаш по изборот на тогашната влада дојде контестираната пресуда за случајот Монструм, што поттикна огромни насилни протести насочени кон нас. И тие што протестираа беа осудени. Потоа, слични ситуации имавме со протестите во Ѓорче Петров, каде се дивееше по иметот и животот на улица, но таму ниту еден не беше приведен. Се продолжи со процес на спорни уставни измени, гранатирана влада, експлодирани бомби пред полициски станици во Тетово, Куманово, пред седиштето на ДУИ, постојани закани по животот, за да се дојде до февруари и појавата на, ја го нарекувам, Бошко Буха, кој што седи до нас тука како премиер, а чија што агенда вчера подценува и чија што храброст до вчера подценува. Бомбите фрчеа, кризата се предлабочуваше, ние имавме партиски конгрес, па потоа се случи Гошинце. Па почнаа преговорите за бомбашката криза за ослободување на заробената држава. Па се случи трагичниот настан во Диво населје. Се дојде до макотрпно потоа до Пржинскиот договор, па до анексот, и во август 2015 година почна преговорите за имплементирање на договореното. Избор на специјално јавно обвинителство на 15 септември, па државна изборна комисија, па распуштање и враќање на распуштеното собрање, па одлагање на изборите во април, па скандалозната аболиција, па потоа следеше шарената револуција, оставка во еден ден на 12 министри на Демократската унија за интеграција и нивна замена со 12 нови лица во политиката, па повторно одлагање на изборите, кои што требаше да се одржат на 5 јуни и враќање на втор пат распуштено собрање со одлука на Уставен суд. Препродавање на прислушкувани материјали на црн пазар и уценувања, објавување на приватни разговори на социјални мрежи, отпоснување на нови преговори се до проценката дека се исполнети условите за одржување на фер и кредибилни избори, прочистување на избирачки список, адхок медиумско тело, па се до изборите на 11 декември 2016 година. Оваа ретроспектива е направи накратко и таксативно. Прво, за да не се заборави сурреалното низ кое ние заедно поминавме, и второ, да се помогне во извлекувањето на заклучоци зашто некој доби црвен, зашто некој доби жолт или пак нова шанса на 11 декември. Од денешна гледна точка може со комодитет да коментираме околу тоа кој, како и на кој начин ги прочитал пораките на граѓанинот на 11 декември. Како да не беше сето тоа доволно за нашата ранлива демократија, сагата продолжи и по 11 декември со бескрајната конститутивна седница на собранието, со незаконски доделениот мандат, со незаконскиот доделен мандат, уште еднаш мора да го нагласам ова, со преговори под наводници кои беа се само не преговори, со враќање на мандат по одлуката на ДУИ да не прави коалиција со ВМРО ДПМНЕ.
Со месец дена амортизација за да се разбере и прифати новата реалност и одлуката на ДУИ. Па се со пристапување кон промената, кон имплементација на волјата на народот, се до денот кога по излиена крв, вдишен созавес, преживеано насилство, над Македонија се роди тоа ново сонце, но тоа ново сонце е сонце на промената, на еднаквоста, на еднината и на евроатлантска Македонија. Но знам дека и од денешна гледна точка, ако сите ние застанеме за момент и го анализираме сето ова низ што поминавме и го споредиме со нашата нетрпеливост, сигурен сум дека ќе имаме многу поголемо разбирање, ќе имаме за своевремените коментари кои што со огромна реснотија ги правевме за наводно одолговлекување, кои всушност беа само едномесечна транзиција за амортизација на можните реакции. Дозволете ми да ви кажам тука пред вас дека заедно со председателот Ахмети заминавме за Тирана 2-3 дена по изборите на 11 декември. Долго разговаравме по пат, како и за време на престојот во Тирана. И двајцата бевме на едно исто мнение. И од една единствена опција за патот што престои пред нас. Патот на реформите и патот на евроатлантска и еднаква Македонија. И така би. Република Македонија доби нова реформска влада, која мора да воспостави демократски институции што ќе гарантират владење на правото и на кои ќе им веруваат граѓаните. Македонија мора да биде успешна приказна. За да биде таа успешна приказна на Македонија и се потребни целосно независни, но и општествено одговорни медиуми, активни невладени организации и вклучено општество, и ангажирана академска заедница, активни контролни механизми, суди и обвинители кои што не ги насочува ветерот, туку словото на правото и на правдата. Наша задача е да се залагаме за да ги овозможиме условите за сето тоа да функционира независно од нашата политичка волја или контрола како политичари. Наша задача е и да се бориме против корупцијата и организираниот криминал, затоа што корумпиран лидер, политичар, представува безбедносен ризик за геостратешките определби на нашето општество. Тоа ни се домашните задачи за кои што ќе треба да полагаме не само пред нашите граѓани, туку и пред нашите пријатели од меѓународната заедница. Истовремено, посветено храбро и патриотски и со исклучителна динамика се посветуваме на остранување на другите прешки на нашиот пат кон Брисел, преку градење на добрососедски односи и мерки за доверба и надминување на споровите и недоразбирањата, но не заборавајќи го и финализирањето на нормативниот дел од Охридскиот рамковен договор. Не случајно ги споменувам токму овие исклучително важни процеси за Република Македонија, бидејќи тоа е Македонија исправена кон иднината, тоа е денешната Македонија која сите треба да ја видиме, и Македонија со демократски институции, одлични добрососедски односи и Македонија растеретена од меѓуетнички проблеми. Затоа, одговорно тврдам дека 2018 година е година на Република Македонија, на еднаква и евроатлантска Македонија. Треба многу работа. Сите треба да бидеме неуморни при исполнување на една ваква држава. Ние како парламентарно мнозинство, новата реформска влада, имаме недвосмислена решителност при исполнување и испорачување на сите овие резултати. Очекувам и опозицијата да продолжи да действува во собранието, да ги поддржи и да стане дел од реформските решенија, со што ќе испорачат видливи резултати до Брисел, со цел добивање чиста препорака и датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Ни треба обединета Македонија, една. Ни требаат авторитети кои ќе соберат, обединат, мобилизираат, хумани и благородни. Ни треба сон, наместо несоница, и луѓе кои имаат сон, наместо оние кои што гледаат на другиот да му го уништат. Ни треба потек и чекор кој за промена нема да биде во празно и назад. Немаме друг избор, тоа е Македонија исправена кон иднината. Почитувани, демократијата не трпи импровизација. Не можеме и не смееме да ја изиграме демократијата. Не можеме и не смееме да глумиме процес. Нема демократија ако се контролира судството, ако се контролира граѓанскиот сектор, ако се контролира академската заедница, ако се контролираат медиумите, контролните тела, ако државните асети се користат во прилог на партиска програма,
ако вработувањата се прават по партиски клуч. Француската литература тоа го дефинира како демократура, а кај нас, за жал, се римува со диктатура. А тоа не сме да се дозволи. Ви благодарам.